Добар ден и среќен ден. Влада Павло. Браво, мајче. И поминам пости. Да завршам некои работи, ги давам нешто си ден одамна. Света Петка на јубавото во Кочанско, заштитничка на Пајонски гиз. Шест хиљади години. Се потребни за да повторно појасот на Оријан се вклопи со Пајонска гиза. Последен пат поклопувањето на Орион со Пајонска гиза и најавата на овенот со Мојсија бил пред точно 6000 години. Рушевините на градо, уништувањето на се што е македонско. Ова нова генерација на македонци ќе го достави пред очите на сите вас. Сите оние кои го кријат ова место, мистично од целиот свет, вистината ќе воскресне, никој повеќе не може да го крие. Река на луѓе ќе има овде. Помнете и не заборавајте. Патот на некогашната Ханаја останал да ни сведочи до ден денес и пристигнувањето на Мојсија од Египет. Погледнете ги овие грандициозни камења и рушевини од градот на светлината. Се ова од уништувањето на градо од библиското распетие. Ако е ова е Пајонска гиза, каде што ги гледате трите пирамиди од појасот на Орион, и како е горе, така е долу. Се поблиску и поблиску ќе го гледаме и поклопувањето на Витлеемската звезда или Алконе, кој што од Библијата ја представува Витлеемската звезда и по кој што се движеле тројцата мудреци, тоест представата на пирамидите во Пајонска гиза и Египетска гиза. Погледнете го ритчето. Ова е ритче за сите вас, плашливи македонци, да се плашите од својата вистина, да се плашите од она што нашите предци го правеле за нас. Тогаш на вистина не заслужуваме да живееме во Македонија. Да самите на себе не си веруваме. Да самите на себе еден со друг да се исмејуваме и да велиме дека ова се ридови. Овие аргументи, овие докази не се поврзани само со Атлантида.
овие се поврзани и со цивилизацијата пред Атлантида. Во чест на духовите на лемуријанците, Македонија ќе воскресне. Сите оние кои што се огрешиле пред ова вистина, Бог ќе ги ставе на тапет, затоа што повеќе лагата не трпи од Бог да биде толерирана, а вистината е таа што ќе додржи целата земја во живот преку Балканот и доказите за Лемур Атлантида. Ќе продолжиме уште малку да го видите масакарот, новиот град, кој што бил горе и според најновите сознанија, градот Астеба или Астибо, не го барете во Штип. Погледнете ги овие рушевини. Кој оставиле белек на уништувањето и на се оно што значи Македонија. А сега бараете го влашкото лоби. Бараете го посинетиот Хари Костов, каде што преку она пирамида или риче е пишица, а таму е и врбица на накови и дзикови кој од Грамос, како грчки феудалци во 18 век дојделе на ово здание и од каде што како номади, пастери, овчари ги имале сите локалитети во Кочанско. Накови и дзикови, од кој што потекнува и Хари Костов. Повеќе лагата не можете да држите со вашето влашко лоби и вашиот инцест кој што го правите. Бидејќи се по ваша глава ќе биде. Пајонска Гиза воскреснува. И ако овде се поклопува Орион, тогаш, македонци мои, во кој правец би била Витлеемската звезда, ако не во правец на Кочани, ако не во правец на градот на Овенот, ако не во правец на градот на Кочот и ерата која што преминува од Овен до Риба, од каде што повторно кон својот пат Орион кренал да се поклопи со египетска Гиза, а веќе денес од Риба во Водолија го очекуваме поклопението на како е горе, така е долу и на појасот на Орион. Влашко лоби, не ми можете нишчо. А најмалку ти, Наков Циков, и сите вие кои што верувате дека ги формирате нови влашки мала и нови бугарски мала, Накови и Дзикови, се лажете. Ова ќе воскресне, ова ќе биде успешно, затоа што завршува владението на темната влашка риба, која што вие ја ставивте во темнина. Цинци Легија ди Рома оде во пензија! Да живее Македонија! С Богом, Цинци Легија ди Рома!